На една страна се оние кои што велат: имам одлична бизнис идеја, меѓутоа немам финансии за да ја развијам. На друга страна пак се оние кои што велат: имам нешто пари на страна, немам ниту време, ниту желба, ниту идеја да развивам бизнис, а би сакал да ги инвестирам. Едните и другите се спојуваат во мрежите на бизнис ангели. Една таква е Zephyr Angels. Денес во оваа епизода на Newbiz Podcast Гого Рафаиловски објаснува како, ако сте инвеститор, да изберете вистинската идеја во која што ти инвестирате или вистинскиот стартап кој што одговара на вашата потреба за инвестирање, а наспроти тоа, ако сте стартап, како да стигнете до финансиски средства за да ја развивате вашата идеја. Кого? Добри дојде во Newbiz. Добро ве најдов. На самиот почеток, затоа што ти доаѓаш од стартапчиски свет, многу е интересно како луѓето влегуваат во стартапчиските приказни. Како што се случува? Ти текнува еден ден, јас сум за ова, или повлијаен од некого, или нешто што си прочитал, нешто што си видел, си имал пријател кој што бил основач или собственик на таква компанија. Како тргна се целата приказна? Морам да кажам дека мојата приказна тргна сосема случајно. Јас секогаш велев во оваа индустрија влегов случајно, но останав намерно. Мојата приказна е дека уште во студентски денови почнав да работам на еден проект кој што беше надпревар за најдобар бизнис план. И еден професор така случајно ни рече: дечки, постои можност да се надпреварувате како студенти, ќе има некои награди на општинско, на регионално ниво. И ние со колегиве, со колешкиве направивме еден тим и направивме една сосема од овој аспект регуларна бизнис идеја. Не беше нешто спектакуларно, не беше фантастично или не мислевме дека ќе го менуваме светот, но се пријавивме на надпревари и почнавме да правиме анализи за тоа нормално. Како ќе биде бизнисот, што треба да се направи, кои се потребни инвестиции, како ќе расте, ќе се развива, како ќе правиме пари. И победивме на тој локален надпревар. Што беше идејата, кажи, штом сте победиле, значи не било толку регуларно. Да, беше центар за дневен детски престој. Во тоа време беа нешто налик на детски градинки, но на приватната страна, не на државни детски градинки. И подоцна учествувавме на регионален надпревар. На регионалниот надпревар ми се чини дека не победивме, освоивме некој второ или трето место, не се сеќавам сега, но тогаш ми беше момент, овдека може да биде интересно како се прават стартапи, како се прават иновации, како можеш да креираш бизнис од само идеја, и баш така влегов во овој свет. Значи немав некој репер посебно да речам или некој големи познавања од стартап индустријата. Единствено нешто што беше мојот татко беше претпримач, па да речам имав некои познавања, но сосема не во технологија, односно до некои други води, во некои други времења почнаа тие почетоци на некој семеен бизнис. И сега, како течеше тој развој на твојата кариера за да стигнеш до моментот на Zephyr Angels, односно на ангели инвеститори, она што сега во моментов ти е актуелно? Така, значи ова што моите почетоци беа пред повеќе од 20 на години, и екосистемот и условите за започнување бизнис тогаш беа драстично поразлични од она што се сега. Морам да кажам дека моето прво вработување во оваа индустрија беше токму пред повеќе од 20 години во стартап центар. Имаше една организација кој што беше холандски проект, кој што покренуваше во тоа време стартап центри, кој што им помага на младите да започнат бизнис, и така влегов во приказната на стартап центарот во Битола. И од таму нашата мисија, односно цел, беше да обучиме млади луѓе што сакаат да основаат бизнис со одредени вештини, алатки, нормално и знаење и ноу-хау, за да го почнат тој бизнис со малку поголем буст на тогаш почетен капитал. И така влегов во оваа индустрија, односно така почнав да им помагам на стартапите. Подоцна од таму направивме бизнис инкубатор. На времето тоа беше релативно нова приказна, не многу луѓе знаеа што прават инкубаторите, како се развиваат стартапи. И подоцна почна мојата кариера, да речем, во таа насока. Подоцна работев и на други предакцелераторски, акцелераторски програми,
работев и во технолошки парк, така да речам повеќе од 20 години сме на оваа страна на луѓето и на организациите што помагаат стартапи и со гордост можам да кажам дека имам менторирано повеќе од 100 бизниси низ оваа кариера. Те прашувам за тие 100 бизниси, ама она што сакам сега малку да се навратам ова што го спомена, многу малку луѓе знаат што прават акселераторите, што е сид, присид фаза. Објасни ни накратко што прават акселераторите, што се случува таму, кој е за таму? Така, акселераторите и инкубаторите во принцип имаат задача да ги спремат стартапите за бизнис светот. Тоа значи дека во бизнис инкубатор или акселератор најчесто можеш да влезеш со основна идеја, јас имам идеја за бизнис, сакам да го правам ова и ова, ајде да видиме како може акселераторот, односно некоја програма да ти помогне. Обично тоа се програми кои што се спакувани по теми. За да не го одиш низ формално образование или да не речеме потрошиш 4-5 години сам за тоа како да се спремиш да покренеш бизнис и да работиш и да оперираш бизнис, акселераторските инкубаторските програми го прават тоа во еден забрзан тек. Тоа значи за некои 3 до 6, некаде и 9 месеци, ти стекнуваш знаења, стекнуваш вештини, се вмрежуваш со луѓе и добиваш некоја инфраструктура или најчесто почетен капитал, за да можеш тоа рапидно да го направиш. И всушност тоа е улогата на програмите, да го забрзаат растот на стартапите за почетниот временски период. И како се влегува во нив? Едноставно некој решава, јас имам идеја, сакам да влезам, или има некаков скрининг, некаков рангирање, проверка дали си за таму, не си за таму? Најчесто овие програми имаат скрининг. Тој скрининг може да е многу лесен или може да е многу тежок, ние го викаме под наводници. Тоа значи дека во повеќето програми потребно е да имаш само идеја или тим за да можеш да почнеш да работиш на својата бизнис идеја. Во некои случаеви се барат многу построги правила, затоа што и програмите се така наменети. Ние викаме дали си во pre-seed фаза, во seed фаза или во некоја понапредна, зависи во која фаза си, влегуваш во одредена програма која што е tailor-made, односно скроена за тебе, за да може да ти помогне да го развиеш бизнисот во таа фаза во која што си сега. Тоа може да биде pre-seed фаза, каде што немаш многу работи направено, имаш само некои размислувања, некој MVP или minimum valuable product, или пак може да бидат понапредни фази на скалирање, кај што ти веќе имаш поставено продажба, имаш поставено некои метрики, имаш операции, сега ти треба фаза на експанзија или на развој во пазари надвор од Македонија, така да јас би рекол различни програми нудат различни сет на активности за стартапите. Од сите тие над 200 компании за кои што сметаш дека си им помогнал, си бил дел од нивниот раст, што можеш да заклучиш? Кој е профилот на личност на основач на стартап? Што има заедничко на сите? Има многу работи до кои што треба да има еден стартап фаундер, односно основач, но една од најглавните работи е истрајност и упорност. Нормално треба да имате добра идеја, треба да имате добар тим и скилсет, односно она што го викаме вештини, но најважната работа е како се чувствуваш однатре. Односно, ние викаме каква е пасијата, твојата пасија за она што го работиш. Затоа што верувајте, цел сет на активности се денес можеш да научиш, можеш да дознаеш, можеш да прочиташ, но пасијата е она што од внатре те води кон некој бизнис и тоа многу тешко се реплицира. А од друга страна, кај луѓето многу добро се познава пасијата. Односно, можеш да препознаеш од прва дали некој има пасија за нешто, вклучително и за стартап бизнис, или нема. Така да пасијата според мене е една од главните критериуми на листата. И сега кога го прашав Горијан Јовановски од Earth Care и Air Care, каков е стартапџискиот живот, ми рече стресен. Што значи тоа? Дека пасијата го компензира стресот, дека задоволството е поголемо од стресот? Баш така, значи стартапџискиот живот е многу стресен затоа што ти немаш многу време, немаш ресурси и немаш многу капитал за да направиш нешто соодветно како што треба. Односно треба да се движиш брзо, треба брзо да паѓаш и брзо да стануваш. И тоа е она што ги издвојува претпремачите од класичните бизниси. Јас би рекол треба да се има посебен карактер за да бидеш во стартап индустријата. Тоа не значи дека сегогаш треба да бидеш под стрес или сегогаш треба да правиш, да носиш одлуки кои што се стресни, но во принцип
Стартапите во теорија не треба да постојат, затоа што немаат продукт, немаат маркетинг, немаат селс, се останува на индивидуата или на основачите, на тимот. Тоа подразбира дека треба многу decision making за многу кратко време, но и се прават многу грешки. Работата во стартап светот е да учиш од тие грешки, брзо да стануваш и да продолжиш понатаму. Еден од стресорите во стартапџискиот живот е сигурно кај да најдам пари. Значи како до финанси и веројатно како одговор до некаде на тоа прашање кај да најдам финанси се формираат и овие фондовите за venture capital и синдикатите на ангели инвеститори и од тука ми се наметнува прашањето од каде идејата за Zephyr Angels. Така, ова идеја за Zephyr Angels, да речам, ја размислуваме повеќе од 2-3 години надазад, иако Zephyr Angels постои нешто повеќе од 2 години сега. Тоа значи дека и низ работењето, низ текот на помагањето на стартапи во кариерата, секогаш едно од најгорливите прашања во Македонија, но и во регионот и во светот е како да најдам пари за мојот бизнис, односно кој ќе може да ме финансира. Па така да во светот постојат повеќе извори на капитал, ние ги викаме ризичен капитал. Ризичен капитал е капиталот што влегува во стартапи во било која од фазите. Така да постојат институционални инвеститори како еве бизнис инкубатори, акцелератори, постојат и бизнис ангели кои што нормално го ставаат својот капитал и постојат VC фондови. VC фондовите се фактички инвестициски фондови кои што се специјално наменети да вложуваат во вакви стартапи, односно ризични бизниси. Потребата тргна токму од тоа, да видиме на кои предприемачи во Македонија можеме да им помогнеме и како. Односно, кога работев на една акцелераторска програма, еден од условите кои што го креиравме, да избегнеме од класичниот шаблон на окей, дојди на акцелераторска програма, ќе пичираш пред инвеститори, можеби ќе им се свигаш, можеби не, и ќе ти дадат финансирање или можеби нема да добиеш финансирање. Рековме, што е кога свртиме програмата, да речеме, окей, ако влезеш во програмата, имаш обврска да најдеш пари од приватни инвеститори. Значи, ние ќе дадеме пари како програма, само ако најдеш пари од приватни инвеститори. И тога се случи нешто неочекувано, многу од индивидуите, односно лицата што сакаат да финансираат стартапи, рекоа, видете, ние имаме капитал, сакаме да вложиме во некој стартап, но немаме доволно ресурси или ноу-хау или не знаеме како формално правно се изведува процесот, дали може да не научите. И тогаш тргнавме во мала едукација, окей, ние имаме програмата, вие сакате да вложите во стартап и ајде заедно да го изодиме патот. И fast forward се сретнавме со истомисленици, односно еден од моите соосновачи во Zephyr Business Angels, Игор, кој што го, by the way, го знам од бизнис инкубаторот Битола. Јас тогаш бев на страната на поддржувач, он беше од страната на стартап. Значи, неговиот прв стартап беше таму, маркетинг агенција кој што и денес работи. Во меѓувреме он разви повеќе бизниси, стана серијски предприемач, почна на мала врата да инвестира во некои бизниси онлайн надвор од Македонија. И седнавме рековме, окей, зошто да не им помогнеме на нашите стартапи да дојдат до капитал и тоа да го направиме брзо и лесно со истомисленици како нас. И така се роди идејата фактички за Zephyr Angels. Ние рековме, окей, дали може да покренеме мрежа на бизнис ангели, кои што ќе бидат луѓе индивидуи како нас, што немаат премногу пари, но имаат доволно за да подржат некои идеи кои што ние мислиме дека ќе успеат во минатото. Така да ги споивме знаењето, го споивме нетворкот, ја продискутиравме оваа идеја со неколку истомисленици и се одлучивме да тргнеме на ваков чекор пред 2 години и се надевам дека приказната ќе успее и ќе продолжи во иднина. И се рече, ги организиравме за да им помогнеме како да го решат формално правно процесот. Кои се пречките тука во формално правниот процес? Имаме ли законодавство, имаме ли економска клима, имаме ли препознавање од државата на потенцијалот што ваквиот начин инвестирање го носи? Што ни фали во таа насока за да имаме повеќе вакви програми? Морам да кажам дека законодавството секогаш било проблем, но и секогаш не е круцијален проблем. Ние сме во некоја сива зона. Би рекол не дека е забрането, но не е формално регулирано.
Што тоа значи? Тоа значи дека ние како Македонија или како мал пазар и низ текот на годините кога се навраќам, никогаш сме немале идеални услови за финансирање на стартапи или идеални услови за прибирање на средства од ризичен капитал. Но тоа одсекогаш постоело. Одсекогаш постоеле луѓе кои што веруваат во некоја идеја, финансираат на овој или на оној начин. Она што државата според мене треба да го прави е да поттикнува, да донесе иницијативи, да донесе регулатива. А приватниот сектор треба да си го прави своето. Сега во Македонија имаме, може да се основа фирма за 1 евро, можеш релативно лесно да започнеш бизнис, имаме релативно лесни даноци, тоест ниски даноци за поттикнување на претприемништвото и тоа сосема окей. Можеш да вложуваш како бизнис ангел. Знам дека државата работеше и јас индивидуално работев на предлог закон за бизнис ангели, кој што мислам дека е 80-90% завршен. Тој можеме да го веќе утре доколку одговорните одлучат да го извадат и да се расправи и да биде донесен законот. И законот за бизнис ангели го има токму тоа. Ја има иницијативата да го поттикне претприемништвото и да го поттикне ваквото вложување, да биде тоа на еден организиран начин. И денеска имаме неколку инструменти, тоа се equity investment, односно пари за удели. Инвеститорите даваат пари, за возврат добиваат удели од стартапите. Подоцна постои конвертибилниот заем, кој што викаме окей, инвеститорот дава заем на компанијата, компанијата има обврска да го врати со класична некоја камата, доколку не се врати заемот, се конвертира во удел. И имаме нешто што е safe agreement, што допрва доаѓа, е многу користено на запад. Тоа значи simple agreement for future equity. Јас ти давам пари како инвеститор сега, во некое идно време кога ќе се случат некои работи во бизнисот, дали е влегување на нов инвеститор, дали е некој мајлстон од продажба, дали некој настан кој што е позначален и капитален, тогаш ангелот, односно ангелите се стекнуваат со удели во фирма. Така да би рекол дека законодавството секогаш не ни било силна страна, но и без тоа работите се движат и идат во добра насока. Неколку пати спомена ризично инвестирање, ризичен пласман на капиталот, би се рекло. Што значи тоа ризичен? Како од позиција, да речеме, на Zephyr Angels, како бирате? Да, сите се високо ризични, ама кој е со најголем потенцијал да го оправда тој ризик? Така, инвестирањето во стартапи е ризичен бизнис. И тоа го кажуваме и на сите инвеститори, и на сите учесници во екосистемот. Затоа што ако сте инвеститор, вие првин гледате да инвестирате во понеризична класа на средства. Стартапите се ризични сами од себе затоа што многу работи се непредвидливи. Времето е непредвидливо, пазарот непредвидлив, технологијата непредвидлива и се што може да тргне наопаку, може да тргне наопаку во еден стартап, но ризикот значи голема награда. Тоа значи дека, окей, вие може да го преземете ризикот, да го менаџирате, но условот за добивање на награда на крајот на денот е исто така голем. Односно имате големи шанси да дуплирате, да тридуплирате, дури во некој случај 10-кратно да вратите инвестицијата, токму поради тој ризик. Тоа значи дека сите стартапи во принцип се ризични, но ние гледаме како тој ризик да го намалиме. И тој ризик се намалува од неколку аспекти. Дали имаш некој познавање во индустријата, дали како бизнис ангел, да речем, знаеш некои трендови или некои работи што допрва доаѓаат, дали знаеш како се движат работите, дали имаш предвидување или соработки со други чинители на пазарот или конкуренција, и тие ризици ние ги намалуваме. И тогаш ставаме на вага. Океј, дали е вредно да се инвестира во еден стартап и колкав е повратот, но тука секогаш кажувам дека не ги гледаме само финансиските параметри. Ние секогаш гледаме и да помогнеме на некој стартап да стигне во следната фаза. Јас би рекол, ангелите повеќе веруваат во индивидуите и повеќе веруваат во бизнисот. Профитот им е секундарен, затоа што се случува и некој стартап да не успее, тогаш сме окей, сме се обложиле на некој што не успеал, но затоа и ќе го бараме следниот стартап што може да успее за да не направи тој поврат на инвестициите. Рече, ангелите сакаат да им помогнат на стартапите. Значи тоа дека се и директно инволвирани во смисла, не знам, менторство, советодавна улога,
проверка што се прави, како се прави и дали е се окей. Да, во принцип тоа значи дека ангелите имаат hands-on approach. Тоа значи дека се проактивни инвеститори. И од сите овие инвеститори кои што ги наборев претходно, мислам дека ангелите се најпроактивни затоа што они имаат и директен мотив стартапот да успее. Обично ангелите сакаат да бидат проактивни, да, и сакаат да бидат вклучени во бизнисот, сакаат да даваат стратегиски одлуки, сакаат да отворат врати таму каде што треба, но тоа не значи дека се мешаат во бизнис. Ние сакаме и тоа да го разграничиме од едукацијска компонента. Ние сме некои што инвестираме во бизниси, но воланот го држи претпремачот. Односно, колата каде што треба да иде е на возачот, а возачот е фаундерот или претпремачот. Ние сме само тука да помогнеме, да дадеме правец, да дадеме насоки, но во принцип не сакаме да го земеме воланот во наши раце. Ја спомена непредвидливоста на технологијата. Како гледаш дека овој бум на вештачката интелигенција, сето на што сега го гледаме, години назад, меѓутоа сега пак се менува контекстот по однос на криптовалутите, блокчейнот, Internet of Things, значи сите технологии кои што на некој начин интензивно сега се употребуваат за да се промени начинот на кој што се водат бизнисите. Како гледаш дека се одразува на стартапите? Дали се повеќе се оди кон тоа да се развиваат дигитални или условно речено технолошки бизнис идеи или се уште има оние product based? Така, бизнис ангелите обожаваат технологија. И технологијата треба да биде во корот на секој бизнис заради две причини. Првата причина е затоа што и јас лично верувам дека технологијата секогаш постоела и секогаш ќе постои во функција на бизнисот е да ги направи работите подобри, побрзи, поевтини. За тоа каква дигитална или аналогна технологија станува збор, тоа е веќе друго прашање. Вториот аспект зашто бизнис ангелите сакаат технологија е затоа што таа дава скалабилност. Скалабилноста значи со одредена технологија ти имаш повеќе шанси за успех на пократок период. Тоа значи дека окей, ако некој бизнис прави некои процеси аналогно, а некој друг прави технолошки, времето за поврат на инвестицијата кај технолошките може да биде пократок затоа што ти можеш побрзо да освоиш пазари, можеш побрзо да продадеш, можеш побрзо да доставиш и тој growth rate, ние што го викаме забрсан раст, може да го постигне за пократко време. Затоа и како Zephyr Angels се трудиме стартапите да бидат со некаква технологија. Нормално сме отворени за сите стартапи, значи може од сите индустрии да пичираат, да дојдат да презентираат кај нас, но технологијата е таа што може да биде клучна во некои бизниси и сакаме да видиме се повеќе и повеќе такви технолошки стартапи. Во што сте финансирале како Zephyr Angels? Кои бизниси сте ги поддржале? Еве кажавте Горијан од Redcare е една од тие приказни. Имаме досега инвестирано во e-commerce, имаме инвестирано во блокчейн, сакаме да инвестираме и во технологии кои што се софтвер. Моментално разгледуваме и во pipeline се некои такви стартапи, но во принцип се сите тие со некоја технолошка компонента. Нормално сега се повеќе идат и AI, се повеќе идат и финтек, медтек бизниси и тоа е супер интересно. Например, во медтек индустријата се обложува на многу долго време, затоа што постојат стриктни процедури, постојат стриктни правила и патот до комерцијализација понекогаш може знае да биде подолг. Кај крипто, например, индустријата, инвестиравме во еден стартап многу брзо лани, направи бум заради крипто пазарот, но заради исто и перформансите и да речем growth potential на тимот и на самиот стартап, така да веруваме дека и доправа ќе следат исто така такви бизниси. И нормално сега актуелно е вештачката интелигенција и AI. Се што може да има добра примена во AI, ни е интересно, но исто така знаеме дека многу од AI стартапите фактички позади завесата се ChatGPT, така да се трудиме во исто време да демистифицираме дека во светот на бизнисот не е да така лесно работите, односно треба да се направи тој чекор 2 екстра или плюс за да добиеш некоја вредност и за инвеститорите и за клиентите во исто време. И сега кога зборуваме за добивањето вредност и кога зборуваме за тоа дека се обложуваш на долг рок, како си ги враќаат инвестираните средства?
кој е некој реален рок можеби за да ги добиеш од екзит или да добиеш поврат на тој заем, еве некој стега да рече имам вишок пари што можам да ги инвестирам, какви очекувања да си постави? Така, ние секогаш викаме дека очекувањата за тоа за колку време може да си ги поврати средствата треба да се движат од 5 до 7 години. Во песимистичко сценарио тоа може да бидат и до 10 години, во оптимистичко сценарио може да бидат и до 3 години. Зависи од нормално која индустрија, кој стартап, да речеме зависи од многу екстерни фактори, како се наредиле коцките, дали имало некој ивент што ја забрзал некоја индустрија или забрзал некој тренд или пак успорил, и сме имали низ историјата такви случаеви, но 5 до 7 години некој е идеално сценарио за поврат на инвестициите. Овде сакам да напоменам дека бизнис ангелите не се кладат на еден стартап, се кладат на портфолио на инвестиција. Тоа значи дека, и ова е сеграде случај од Северна Америка, Азија, Африка, Европа, дури во Македонија, ако имате, да речеме, 10 стартапи во кои што сте инвестирале, 4 од нив ќе пропаднат. Тоа бидете сигурни. 3 од нив ќе бидат окей, значи ќе прераснат може во бизниси, ќе имаат некоја профитабилност, сама да има да бидат спектакуларни. 2 од нив можеби ќе бидат супер, ама нема да го имаат тој екстремно силен потенцијал, и една ќе треба да ги врати парите за целото портфолио, за сите 10. И тоа е метриката, да. Ние сите ја бараме таа една компанија што може да ти направи масовен поврат, но во принцип треба да се кладиш на повеќе места, да ги ставиш јајцата што се вели во различни кошници и да очекуваш дека портфолиото треба да ти врати значаен поврат на инвестиции, и тој треба да е некаде над 3 пати од инвестицијата, во некои случаи 10-12 пати, но пак ќе кажам тоа е from case to case или од случај во случај за стартапите. За крај, кој е капацитетот на Zephyr Angels? Какви ви се плановите, визијата, колку може да изинвестирате и колку може да примите луѓе кои што би биле заинтересирани да станат ангели инвеститори? Така, на ова прашање ќе одговорам од два аспекти. Први, Zephyr Angels е отворена мрежа на ангели инвеститори. Тоа значи дека секој може да дојде, да види што работиме, транспарентно е, ние се собираме еднаш на 3 месеци, односно во годината правиме 4 настани, на кои што покануваме стартапи да пичираат и покануваме бизнис ангели да ги слушнат пичевите. Од страната на бизнис ангелите секој може да дојде и да биде член. Ние немаме некое формално членство, се е бесплатно, се е транспарентно, и многу луѓе доаѓаат, викаат, окей, сакам да видам како ги правите работите и сакам да бидам учесник во ова. Викаме, окей, дојди, донеси си некој пријател, види како работиме, и имаме супер иницијатива да оние што по прв пат се студираат со темата или се среќаваат, можат да го искусат процесот. Го отвараме процесот на скрининг на стартапи, како се прави due diligence, кои прашања ги поставуваме, што очекуваме од стартапите, така да ти можеш да пробаш да бидеш бизнис ангел без претходно да вложиш некои средства, и секогаш имаме пристап да, окей, ако си почетник, почни со некоја помала сума. Помала сума која што ќе ти биде комфортна, за нас нема да биде некој посебен терет, но ќе искусиш како се станува лека по полека бизнис ангел. Од друга страна, за стартапите исто така сме отворени и транспарентни. Значи немаме некој entry fee, можеш да бидеш на било која програма, можеш да бидеш во било која фаза, само бизнисот треба да има некоја логика и треба да биде интересен за неколку барем бизнис ангели, за да направиме тој синдикат кој што ќе вложи во твојот стартап. Инаку, како Zephyr сакаме да видиме стартапи во pre-seed или seed фаза, тоа значи во многу рана фаза или во фаза во која што веќе имаш некоја продажба, некој клиент или некои тестирања и ти треба капитал за да стигнеш до следното ниво. Така да, оваа прилика ја искористувам да ги повикам и инвеститорите што сакаат да бидат бизнис ангели. Тука сме, знаеме процесот, можеме да ве онбордаме и лека по лека да ги учите чекорите. И од друга страна да ги повикам стартапите кои што имаат идеја. Има бизнис ангели во Македонија кои што финансираат стартапи, дојдете, ќе се запознаеме, ќе пиеме кафе и да видиме како можеме да ви помогнеме на вашиот проект и стартап. Така. Многу интересни информации сподели, јас ти благодарам што беше дел од оваа епизода на Newbies.
Ми беше чест и задоволство. Благодарам.